Ќе почнам со основното мото на целиот блупринт. Нема датум за избори додека не се направат реформи во медиумската сфера. Тоа е нашиот став кој јавно го искажуваме веќе повеќе од една година, бидејќи нема слободни избори без слободни медиуми. Тоа беше оценката минатата година на Freedom House, дека не сме слободна демократија, бидејќи од една страна политичките партии немаат можност за фер пристап до медиумите, односно не можат сите политички партии да се обратат до гласачите, а од друга страна граѓаните, гласачите постојано добиваат искривена слика за работењето на власта, она што го кажа Анета, на оваа популистичка авторитарна власт, медиумите и се со години алатка да емитува, да продуцира само позитивна слика за своето работење. Во таква ситуација ние констатираме дека новинарството ја изгуби целосно функцијата на неутрален критичар и е заробено, фатено, оковано, да речам, во клиентелистичките врски создадени меѓу високите владени функционери и собствениците на медиумите. Па дури се чудам од изјави дека ние имаме плурализам, односно граѓаните можеле слободно да изберат, ако сакаат да гледаат и неутрални критички медиуми. Зборувам најмногу за телевизијата, бидејќи телевизијата е се уште доминантниот извор на информирање во нашата држава за најголем дел од популацијата, иако се разбира помладите генерации се повеќе бегаат, да речам, од политизираното известување, бегаат на интернет, но таму за жал многу информации кои што се шират од различни медиуми не ги почитуваат основните етички и професионални правила. Значи, видовме дека медиумите останаа нечепнато прашање во пржинските преговори, беа последната тема од која власта воопшто не сакаше за која воопшто не сакаше да разговара и сега ете повторно се на маса. Ние минатата година предлагавме медиумите бидат првата тема и ако се решеа тогаш прашањата, ние можеби сега ќе имавме малку поинаква слика, ќе имаше доволно време за многу нешта да се направат, за колку толку медиумите кои се највлијателни кај нас да емитираат поинаква слика. Не е доволно само јавниот сервис да се исчисти, да речам, од пропагандното известување и да изгледа сега како исплакнат. Напротив, тоа исто така треба да има критичка функција визави власта. Значи, направени се некои потези само за да се создаде слика дека во медиумите е нешто решено. Значи, сосема накратко, мерките што ние ги предлагаме, да нагласам, се само минимални мерки. Многу нешта треба да се направат во медиумската сфера за да се средат состојбите. Или да се поправи сето она за кое што пишува експертите во рамките на извештајот на Прибе минатата година. Она што ние го предлагаме како група медиумски организации во рамките на оваа иницијатива се само основните работи што би требало да ги направи една независна експертска влада за да се создадат услови, нели, за да има слободни и фер демократски избори. Најгенерално се поставени мерките, деталите ги имаме разработено, но ако за жал, ако се покажеше подготвеност од политичките партии, можевме да помогнеме во и сега со сугестии во процесот на политичките преговори. Кои проблеми се обидуваме да ги решиме и кои се тие мерки? Прво и најважно, сакаме да ги ослободиме комерцијалните медиуми од тој клиентелистички однос што го споменав меѓу власта и собствениците, односно да се создаде малку воздух или простор за слободното новинарство, барем на почеток, и затоа предложивме да се укине или да се внесе забрана во постојниот закон за аудиовизуелни медиумски услуги за државното рекламирање или за одвојувањето пари од буџетот за јавни кампањи и исто така предложивме политичкото рекламирање да се укине. Значи причината е што со години кај нас за време на изборите и пост изборите овие два механизми финансиски навистина ги ставија медиумите, односно новинарството во целосно подредена позиција во однос на политиката и односно на власта. Втората група мерки се однесуваат на јавниот сервис.
Значи, предлагаме мерки за нов модел на независен и финансиски стабилен јавен сервис, или така наречен партиципативен модел на јавен сервис во кој граѓаните ќе партиципираат и во процесот на надзор и во програмите, но исто така ќе бидат представени од страна на новинарите и на редакциите на јавниот сервис на соодветен начин. Третата група мерки што ја предлагаме се однесува на внесување забрана во законот за ширење на говорна омраза преку медиумите. Ние сме сведоци дека интензивно во целиот овој минат период и поединци и групи се дискредитираат, се демонизираат преку провладините медиуми и знаеме дека во законот отсуствува санкција, а регулаторот не презема никакви мерки, зборувам за регулаторот во аудиовизуелната сфера, и најголем дел од тие случаи се пренасочуваат на етичкото тело на Советот за етика, што е спротивно на практиките во многу други земји. Четвртата, но не помалку важна мерка е да се ослободи регулаторното тело од партиското влијание какво што го има сега, и затоа предлагаме одредени измени, подобрувања во начинот на именување на избор на членовите на регулаторното тело и слично на предлогот на господинот Ван Хауте, измени во структурата на одлучување во регулаторното тело, каде во моментов многу моќ се концентрира во рацете на директорот, што е спротивно на духот на овие тела, така како што се поставени во препораката на Советот на Европа за регулаторните тела, да бидат колективни тела составени од експерти. Натаму предлагаме известно релаксирање на работата, на условите за работа на комерцијалните медиуми, односно повторно оневозможување на влијанието на власта врз уредувачката политика на комерцијалните медиуми со тоа што се одлучува за доделување средства од буџетот преку така наречената меѓуресорска група за производство на играна и документарна домашна продукција за националните телевизии, и исто така укинување на културните квоти и укинување на санкциите, односно усогласување на висините на санкциите во законот сразмерно на тежината на прекршоците за медиумите. И на крајот, но не најмалку важно, веднаш и итна мерка која ја бараме е сите јавни институции целосно да се отворат кон новинарите со своето работење, значи целосна транспарентност на сите јавни институции, и исто така од сите државни функционери бараме да ги создадат сите можни услови за безбедно и сигурно работење на новинарите. Значи да се воздржуваат од било какви изјави против новинарите и да се однесуваат со почит и достоинство кон оваа професија. На крајот, само неколку збора околу тоа што се случува сега со преговорите. Сведоци сме, односно слушаме преку медиумите дека се предлагаат одредени решенија во моментов во рамките на политичките преговори што се целосно спротивни на овие решенија што ние ги нудиме во блупринтот. За жал, повторно ќе кажам, политичките субјекти не покажаа подготвеност воопшто да прашаат какви се ставовите на експертите и на граѓанските и на невладените организации и на професионалните медиумски организации за прашањата што ги ставаат на маса. Одредени дискусии се водени, но не јавно, не транспарентно. А ние знаеме дека медиумските закони, значи битка биевме за овие закони да се водат на транспарентен начин. Тие се најсензитивни закони и не е можно да се направат измени во оваа сфера без учество на представниците на професијата, на медиумските експерти и пошироко на целата заедница. Значи, слушнавме за два предлози, формирање на предлог адхок тело, кое би ги наблюдувало медиумите 100 дена пред изборите, зашто веднаш тврдам, значи дека ќе се претвори во фарса, јас не можам да разберам кој би било тоа супер тело,
со какви ресурси би работело и врз основа на што би следело па би изрекувало мерки, односно би ги пренесувало или би дало налог на постојната агенција за аудио-аудиовизуелни медиумски услуги, која со закон е задолжена да го прави тоа, да таа изрекува мерки. За мене е ова заобиколување на проблемот. Што го имаме, значи, мораме тоа тело да го департизираме и тоа тело да си ја врши работата на независен начин. И втората мерка, која е, значи, повторно ја слушнавме во текот, беше лани предложено минатата година, да политичките партии предложат уредник на јавниот сервис. Значи, тоа е недозволиво, бидејќи не може, се знае, новинарството, уредниците, новинарите мора да се независни, тоа стои во кодексот, стои во основните принципи на законот и во принципите на работа на јавниот сервис. Незамисливо е, значи тоа е заобиколување на постојната законска регулатива. Значи, на принципите врз база на кои се почива и се уредува оваа сфера. Значи, ние предлагаме во блупринтот уредниците на јавниот сервис да се избираат на јавен конкурс од страна на советот, на програмскиот совет на МРТ. Значи, еден транспарентен процес да се тоа докажани новинари со искуство, независни професионалци и така натаму и така натаму.